Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радио програма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радио програма Пеце Вртковски. А сега, почитувани слушатели, да ги проследиме и соопштенијата од Ньюкастел и околината. И повторно, голема австралиска турнеја. И повторно, со најдоброто од Македонија. Се организира концерт Balkan Night. Сабота, 2 јуни, Ньюкастел. Со елитните имиња од Македонија. Победникот на звездите на Гранд, Ристе Ристевски. Најдобриот глас од Македонија, Балканот и пошироко. Кристијан Божинов Кико. И кралот на сите дувачки инструменти, Кинг Ферус Мустафов. Нашите звезди ќе ги придружува групата Пелистер. Сабота, 2 јуни, Macedonian Community Hall, Ньюкастел. Информации и резервации. Ристо Веловски, 0414 296 910. Пида Вртковски, 0411 673 073. И кај Димче Андрески, 0402 523 977. Повелете на добра, луда и незаборавна забава со нашите најголеми имиња од Македонија. Уште неколку соопштенија. Се организира автобус во Сиднеј на пазар во неколку места и тоа на 23 јуни сабота. Цената е $40 по лице, во која е вклучено кафе или чај са бајлето, исто така и после пладне кафе или чај. За повеќе информации за ова патување и прошетка или шопинг, јавете се кај Су Бошев на 0414 417 207, исто кај Ленче Нечовска на 0410 63410. Едно многу важно соопштение, почитувани слушатели. Нашата програма ќе биде снимана порано за 6 недели и тоа од 12 јуни до 23 јули. Ако имате некои желби за овој период од 12 до 23, ставете ги во поштенската кутија или јавете се кај мене на 0411 673 073 да ги ставиме вашите желби. Важно е да знаеме
која желба за која недела и така да биде поставена. Ви благодарам за се тоа. Продолжуваме со најновите вести од Македонија. Столтенберг. Ако се реши името, НАТО ќе ја покани Македонија за членка. Ги поздравувам напорите за изнаоѓање решение, а ако се реши проблемот, тогаш НАТО ќе ја покани поранешната Југословенска република Македонија да стане членка на НАТО, вели генералниот секретар на Алијансата Дженс Столтенберг во интервју за грчката новинарска агенција Ана МПА. Навистина ги поздравувам напорите направени од двете страни, и од Скопје и од Атина, за да се обидат да најдат решение за прашањето за името. Го посетив Скопје пред неколку месеци, исто така разговарав со премиерот Ципрас во мојата посета и ја поздравувам силната политичка поддршка за обидите за изнаоѓање решение на ова многу тешко и чувствително прашање. Но, ако прашањето за името се реши, тогаш НАТО ќе ја покани поранешната Република Македонија да стане членка на НАТО, вели Столтенберг. Како што јави дописничката на МИА од Атина, генералниот секретар на НАТО, говорејќи за проширувањето на Алијансата, кажа дека вратата на НАТО останува отворена за нови членки, како што беше случај лани со Црна Гора, а ова година на самитот ќе се разгледат кандидатурите на Босна и Херцеговина, на Грузија, но и на Македонија. 3 години од диво населје. Загинатите полицајци постхумно одликувани со медал за храброст. Денеска се навршува 3 години од оружената пресметка на Кумановската дива населба, која траеше 2 дена, при што животот го загубија 8 припадници на Министерството за внатрешни работи, додека 40 беа тешко повредени. Во престрелките животот го загубија Љубиша Геловиќ, Бобан Ивановиќ, Горан Илиевски, Жарко Кузмановски, Исамедин Османи, Сашо Самојловски, Ненад Серафимовски и Горан Стојменовиќ, кои посмртно беа одликувани со медал за храброст за покажаната исклучителна храброст и самопрегор во одбрана на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија од страна на претседателот Ѓорѓе Иванов. Во окружената престрелка покрај 8 припадници на полициските сили беа убиени 10 припадници на вооружената група. За настаните во дива населба од февруари 2016 година во Кривичниот суд се водеше судско рочиште против 29 лица кои се товарат за сторени кривични дела. Терористичката организација и тероризам, сите 29 обвинети за кумановските случувања, пред судот се изјаснија дека не се чувствуваат виновни. Случајот подоцна се спои со Молња, во кој се водеше постапка против 8 лица помагачи на вооружената група од дива населба, со што бројот на обвинети се искачи на вкупно 37. Јавното обвинителство на Република Македонија покрена постапка за приведените во акцијата во Куманово, откако МВР поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција против определен број лица за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност. Од 37 обвинети за тероризам и терористичка организација, 33 беа осудени за делата, а за 4 лица е донесена ослободителна пресуда. Кривичниот суд во ноември 2017 година на казна до животен затвор осуди 8 обвинети за терористички напад во Кумановската дива населба, а 13 обвинети добија казна од 40 години затвор. На казна затвор од 20 години се осудени 5 обвинети, 2 години помалку доби еден обвинет, а по 20 обвинети добија казна затвор од 14, 13 и 12 години. Пресудата за овој случај требаше да биде донесена на 17 октомври, но беше одложена поради локалните избори на барање на МВР. Обвинителството побара доживотен затвор за сите 37 обвинети за тероризам и терористичка организација. Насер Рауфи, кој е еден од адвокатите на осудените, по изрекувањето на пресудата рече дека ова е сценарио на тајните служби и дека не очекувал обвинетите да добијат толку високи казни.
Тој смета дека станува збор за монетарен предмет и побара независна истрага. Владата во ноември минатата година прифати да биде отворена меѓународна истрага за случајот дива населба. Премиерот Зоран Заев изјави дека е информирана меѓународната заедница и оти се бараат начини за спроведување на меѓународна истрага за неразјаснатите околности поврзани со настаните во Кумановската дива населба. На 9 и на 10 мај 2015 година во Кумановска дива населба вооружена група се судри со безбедносните сили. Во престрелките загина 8 полицајци од специјалните и од посебните единици на МВР, додека 40 беа тешко повредени. Убиени беа и 10 лица од вооружената група. Почитуваме слушатели, да го проследиме уште едно соопштението за концертот кој ќе се одржи овде во нашиот град Њукастел. Да слушнеме нешто повеќе. И повторно, голема австралиска турнеја. И повторно, со најдоброто од Македонија. Се организира концерт Balkan Night. Сабота, 2 јуни, Њукастел. Со елитните имиња од Македонија. Победникот на звездите на Гранд, Ристе Ристевски. Најдобриот глас од Македонија, Балканот и пошироко. Кристијан Божинов Кико. И кралот на сите дувачки инструменти, Кинг Ферус Мустафов. Нашите звезди ќе ги придружува групата Пелистер. Сабота, 2 јуни, Macedonian Community Hall, Њукастел. Информации и резервации. Ристо Веловски 0414 296 910 Пида Вртковски 0411 673 073 и кај Димче Андрески 0402 523 977. Повелете на добра, луда и незаборавна забава со нашите најголеми имиња од Македонија. Уште неколку соопштенија. Се организира автобус за во Сиднеј на пазар во неколку места и тоа на 23 јуни сабота од страна на женското друштво Њукастел. Цената е $40 по лице, во кое е вклучено кафе и чај са бајлето или кафе и чај после пладне. За повеќе информации за ова јавете се кај Су Бошев на 0414 417 207, исто кај Ленче Нечовска на 0410 63410. Да повториме уште еднаш. Нашата програма ќе биде снимена порано за 6 недели од 12 јуни до 23 јули. Ако имате некои желби во овој период, ставете ги во поштенската кутија или јавете се кај мене на телефон 0411 673 073 да ги ставиме вашите желби. Важно е да знам која желба за која недела е и така да биде поставена. Ви благодарам за сето тоа. Да слушниме уште една убава гајда, македонска селска гајда во изведба на Петар Ангелевски.
А сега да слушнеме најубавата песна на Јордан Митев, Македонија не ја даваме. Da imam sila nebesna, pa da viknam silo najsilo, da go čuje svetog počuje, glas od nam Makedonci. Da go čuje, svetog počuje, plać od nam Makedonci dosta beše ostavedene, ušte kolku ke ne delite. Meni zgrešile, za pepel da me pravite. Zarema nije pravo, nema me, zarem samo bijelu jeste. Bože, grešni se, daj mi sila da im prosti me, daj mi sila da se sploti me, bar za jedno da se složime. Koji daje napred neka je, Makedonija na Makedoncite. Narode makedonski, barem jednaš obediri se. Mnogo životi ne zadolžile,
Да слушнеме уште една убава песна од Јордан Митев, Крушевска република. Да го слушнеме Кристијан Кико Божинов, кој доаѓа овде во Ньукастел, во нашата македонска сала на 2 јуни. Дай ги твоите очи две, да се само за мене, да ги љубам цела ног, цела ног. Дай ги твоите очи две,
da se samo za mene, da mi dada silamo prekuno. Moj ta ljubov ne zapira, kako cvet što se poliva. Vivna tako buket crvena, koja nikogaš ne obenuva. Daj gi tvoj te oči dve, da se samo za mene, da gi ljubam cela noć. Daj gi tvoj te oči dve, da se samo za mene, da mi dada sila mog prekuno. Ako prašaš da li imam zdir, život od bez tebe mi je sir. Dojdi ko što dogaš vo svi, ušnatavo moj te pregradki. Daj gi tvoj te oči dve, da se samo za mene, da gi ljubam cela noć. Daj gi tvoj te oči dve, da se samo za mene, da mi dada sila mog prekuno. Daj gi tvoj te oči dve, da se samo za mene, da gi ljubam cela noć. Daj gi tvoj te oči dve, da se samo za mene, da mi dada sila mog prekuno. Nešto i od Ferus, isto koji dođe ovdje kao našата македонска сала на 2 јуни во Ньюкасл. Да слушаме повеќе.
Почитувани слушатели, да ги проследиме уште една соопштенијата за Њукастел и околината. И повторно, голема австралиска турнеја. И повторно, со најдоброто од Македонија. Се организира концерт Balkan Night. Сабота, 2 јуни, Њукастел. Со елитните имиња од Македонија. Победникот на звездите на Гранд, Ристе Ристевски. Најдобриот глас од Македонија, Балканот и пошироко. Христијан Божинов Кико. И кралот на сите дувачки инструменти, Кинг Ферус Мустафов. Нашите звезди ќе ги придружува групата Пелистер. Сабота, 2 јуни, Macedonian Community Hall, Њукастел. Информации и резервации. Ристо Веловски, 0414 296 910. Ида Вртковски, 0411 673 073. И кај Димче Андрески, 0402 523 977. Повелете на добра, луда и незаборавна забава со нашите најголеми имиња од Македонија. Да ги проследиме и другите соопштенија. Се организира автобус за во Сиднеј на пазар во неколку места и тоа на 23 јуни сабота од страна на женското друштво Њукастел. Цената за ова патување е $40 по лице, во кое е вклучено кафе и чај са бањето, исто така кафе и чај после пладне. За повеќе информации за ова јавете се кај Су Бошев на 0414 417 207, исто и кај Ленче Нечовска на 0410 634 10. Уште еднаш соопштението за нашето радио. Нашата програма ќе биде снимена порано за 6 недели од 12 јуни до 23 јули. Ако имате некои желби за овој период, пуштете ги во поштенската кутија во црковната сала или јавете се кај мене на 0411 673 073 да ги ставиме вашите желби за тој период. Важно е да знам која желба за која недела е, така да биде поставена. Ви благодарам за све. Сега одиме со најновите вести од Македонија. Почнуваат 46-тите мајски оперски вечери. Со премиера на операта Боеми од Джакомо Пучини во режија на Дејан Прошев, вечер во Македонската опера и балет ќе почнат 46-те мајски оперски вечери. Свечено ќе бидат отворени со палење на фестивалскиот оган на платото пред МОП, пошто ќе следува новата постановка на популарната опера од Пучини. Фестивалот годинава е во знакот на 160 годишнината од раѓањето на италијанскиот композитор, кој е роден 1858, а починал 1924 година, и со мото го славиме Пучини, а во програмата се уште две негови опери, Тоска на 12 мај и Турандот на 19 мај. Ќе има и гала оперски концерт Пучини и Росини 23 мај, со кој водено ќе бидат одбележени и 150 годишнина од смртта на Џоакино Росини. Боеми, приказна за љубовниците Родолфо и Мими во Париз, кои ги играт тенерот Ѓорги Цуцкаровски и сопранистата Благиста Поп Тимова. Во Македонската опера и балет ќе бидат изведени во пауза од 11 години. Новата премиера го следи либретото, има 4 цени чина со една пауза во екипата покрај
Цуцковски се уште двајца солисти кои учествуваат и во Боеми на режисерот на Стојан Стојанов Ганчев од 2007 година, Горан Начевски, Марчело и Ристе Велков, Шонар. Настапува хорот и оркестарот на МОП под водство на италијанскиот диригент Джанлука Мартинети. Сценограф на представата е Зоран Николовски, а костимограф Марија Попучевска. На програмата на мајските вечери покри Боеми, Тоска и Турандат се уште две оперски представи: Змеј од Босна на Националната опера на Босна и Херцеговина 22 мај и Веридевата Аида, со која традиционално на 31 мај се затвора фестивалот. Како вовет на 70 годишнината од основањето на балетот на МОП, што ќе биде одбележано во следната сезона 2018-2019 на 46 мајски оперски вечери ќе има балетски концерт Балетски бисери на 15 мај, кој ќе ги опфати најубавите балетски дела со учество на солисти, првенци, балетски амсамбл и гости од Србија, Хрватска и Бугарија. Истата вечер, по повод основањето на балетот на НОП, по повод ќе биде отворена и изложба Почетоци, поставена на првите генерации балетски уметници во Македонија. Во придружената програма се уште две изложби: Ретро опера, во која МОП се придружува на европската иницијатива Европски оперски денови, и ретроспективната изложба на дела од долгогодишната кариера на Васе Уртин. Во ОВ програмата е промоција на монографија за оперска примодена Зина Крелја, првенка и една од основоположените на МОП, потоа вечер на Аки Хуридини, Дори ми фа соле, а на последниот ден од фестивалот ќе бидат одбележени 100 години од раѓањето на оперската певица Данка Фирфова, која припаѓа на првите драмски сопрани во Македонија. Ден на победата на фашизмот. Светот денеска го одбележува денот на победата на фашизмот на 9 мај 1945 година со потпишувањето на безусловна капитулација на нациската Германија. Официјално беше ставен крај на Втората светска војна, во која учествуваа 61 земја со вкупно 2,1 милиарда жители од или 96% од светското население и која однесе повеќе од 50 милиони животи. Безусловна капитулација на Третиот Рах е подпишана во резорнатиот Берлин. Само неколку минути по полноќ на 9 мај, капитулацијата во име на врховна германска команда ја подпиша фелдермаршалот Велхелм Кајтел, генералот Ханс Јиргинд и Стумферд и адмиралот Ханс Джорф фон Фридербург. Од страна на сојузниците договорот го подпиша рускиот маршал Георги Жуков и британскиот генерал Артур Тедер. Од над 50 милиони жртви, 20 милиони беа од тогашниот Советски сојуз, а повеќе од 30 милиони беа цивили. Во нацистичките логори беа убиени околу 12,5 милиони луѓе, од нив 6 милиони евреи. Материјалната штета од Втората светска војна само во Европа беше процената на околу 260 милијарди американски долари. На далечниот исток, војната заврши дури на 2 септември 1945 година, кога Јапонија капитулираше по бомбардирањето Хиросима и Хакасаки со дотогаш непознатото оружје атомската бомба. Македонија за време на Втората светска војна беше на страната на антифашистичката коалиција. Во борбите против фашистичките окупатори, според проценките на историчарите, во Македонија загинале 33.000 луѓе, вклучувајќи ги преку 7.000 македонски евреи кои беа депортирани во концентрацијскиот логор Треблинка. Централната манифестација во светот по повод победата на фашизмот традиционално ќе биде во Москва, каде што на Црвениот плоштад ќе продефилираат припадниците на различни редови на руската армија, како и ветерани од Втората светска војна. Нешто и за здравјето. Ги опуштаат мускулите и гарантираат мирен сон. Еве кое овошје и зеленчук треба да ги јадите пред спиење за мирен сон.
Постојат продукти кои би требало да се одбегнуваат доколку сакате мирен сон, па во последно време експертите се трудат да осмислат оброк кој нема да биде вовод во едно ноќна мора. Бананата е прво овошје кое е идеален избор за јадење пред спиење. Бананата содржи трпофан и калиум, кои се одлични за добар сон. Од друга страна, ова овошка е сладка, па во секој случај подобро избор од чоколадо. Друго овошје кое ќе ви помогне да се наспиете и киви фрут, чие влијание врз сонот лежи во високото ниво на антиоксидански и серотонин во неговиот состав. Меѓу производите кои може да поттикне подобар сон е сок од вишни, кој помога во зголемување на нивото на хормонот мелатонин, од кој се чувствуваме поспано. Здравите риби, како лосус или чуна, исто така произведуваат мелатонин, зашто се богати со витаминот B6. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, голема среќа и добар успех во иднина. До идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.